Само тоа никој не го кажува. Ама се гледа? Ама се гледа. Па добро, тоа е важно, затоа викам за со факти да зборим. Германија инклинираше целиот овој период повеќе кон проширување на Унијата, Франција кон продлабочување. Тука е суштинската разлика. И секој од нив си има причини зашто тоа го прави. Пак, имајќи ги предвид сопствените национални интереси. Затоа викам, тоа е поентата секојаш, националниот интерес да си го дефинираш, да го браниш по секоја цена. Сега, Германија со новата влада, која за некој ден ќе се конституира и ќе почне да функционира, се приближува во однос на ставот на Франција да се вршат некои промени внатре и реформи, вклучувајќи го системот на гласање. Да се укине тоа фамозно вето. Или консензус. двотретинско или двотретинско, или било каков механизам на гласање. Меѓутоа, ја бев пред 2 недели Братислава на средба која водеше премиерот Фицо. И на средбата премиерот Фицо јасно и гласно, како и Виктор Орбан, премиерот на Унгарија, кажа дека ни по која цена нема да прифатат промена на системот сегашен со кој вклучува право на вето, значи инсистира на консенсус. Зошто? Затоа што ни смета дека со тоа надгласување ќе има мајоризација од страна на големите земји и стари членки и старите членки на Унијата. И тука доаѓаме до оној фамозен проблем што уште Доналд Рамсфелд 2001 година го спомна, кој меѓувреме за жал покоен, на поделба на стара и нова Европа. Сега имаш и тој конфликт меѓу така наречената Европа во концентрични кругови и така. И се плашам дека тој ќе се случи. А имате ли било какви Германија, видите, ако Германија и Франција навистина постигнат цврст договор и тука се приклучат уште некои од тие повлијателни, поголеми земји за менување на тој систем, а овие неколку помали земји се спротивстават по секоја цена и не попуштат, можно е да се направи Европска унија со концентрични кругови. Што ќе значи тоа за нас? Би сакала сега господин Ѓурчев, тоа би било веројатно непосакувано сценарио. После приклучувањето на завршувањето на тој голем пакет од 12 членки кои што влегува Европската унија 2004 година и после 2007 година последователно Бугарија и Романија, значи 14 земји. На некој начин тоа беше без преседан во светската историја процес на обединување на заедништво. За да имате заедништво, треба да имате големи лидери. Независно, европската идеја за заедница, за европско заедништво, потекнуваат за да се елиминират последиците од Втората светска војна. Да, и како мировен проект, практично беше вие го имавте еден генерал, воени херој Шарл де Гол, еден партизан Сандро Пертини, имавте социјалдемократи, французин Франсуа Митеран и Вили Брант и Хелмут Шмидт. Имавте конзервативци Жискар д'Естен и Хелмут Кол. Тоа беа големи личности, големи лидери кои што има унисон гледање како треба Европа да се развива. Сега вие после проширувањето до после 2007 година Хрватска влезе, пак ќе кажам исклучиво, тоа беше една голема подршка од Германија, една голема подршка и лобирање тоа да се случи. И Ватикан. И нормално. Тоа е веќе другата сфера на влијание. Имаме ли ние лобисти наши, господин Па имаме. Бидејќи владата постојано вели нашите пријатели. Имаме, јас ќе кажам дека имаме, но ние нашите шанси и малци ги испуштивме. Но имавме ние големи лобисти во насока на тоа дека сега Германија и Франција гледате што се случува. Тие имат различна, Германија 3 децени инвестира во зелена енергија. Ветер, сонце, биомаса, огромни пари. Значи, многу поскапо да инвестирате во 1 мегават електрична енергија од зелена енергија, од обновливи извори, отколку да инвестирате во обнова на термоелектраните, тоа Полска го направи на газ, когенерација, или французите во нови нуклеарни реактори преку ториум, кај што нема радиоактивна маса. Франција ја турна нуклеарната енергија под логото зелена нуклеарна енергија, затоа што 75% од својата енергија
Франција сега извезува многу електрична енергија во Европа и живее од тоа. И добро се развива во тој поглед. Германија остана сега, ги затвори нуклеарните реактори, се определи на нешто што, да речеме, се огромна зависност од обновливите извори енергијата и од рускиот газ, јаглен и нафта. И затоа сега Германија оди надолу, Франција оди нагоре, и тука се јавува и конкуренција, тука се јавува и различни ставови. Така. Добро кажа господин Керим, едните се беа за проширување, сега прашање е колку е Германија за проширување во услови кога има 0,1% стопански раст на 0, кога источно Германија од Рошток до Котбус се е затворено, затоа што тоа зависеше од рускиот газ, од рускиот јаглен, од руската нафта. И затоа сега Мерц полека, сигурно, но многу темелито кажа, право порака, прати сериозна порака, Русија е дел од европската култура и историја. Што тоа значи? Во иднина тоа значи дека процесот на преговори на Европската Унија да ги возобнови преговорите со Русија, Европската Унија тогаш ќе добие можност повторно да биде голема во економска смисол, да користи енергенси, да користи рудни богатства, да користи ретки метали. Видовте Трамп како се бори за тоа. Затоа што пазете. А и го потпиша договорот пред 2 дена со Украина. Европа е 4 милиони километри квадратни. Уште 4 милиони километри квадратни од границите на Белорусија и Словачка и Чешка имате до Урал. Тоа е се географските граници на Европа. Уште Босфорскиот теснец, кој што е каде што е Турција, е дел од Европа. Падините на Кавказ, Грузија, Ерменија, и тоа е дел од Европа. Значи, пазете, Европа може да биде многу голема ако се определи правилно да ги детерминира правците на овој нов свет што се раѓа, а се уште стариот не е. Зборувате сега за раѓање новиот светски поредок? Да, апсолутно, Европа мора да најде свое место. Ако ќе бидеш голем, ако имаш економски потенцијал, ако имаш енергија, ако имаш храна, ако имаш води, ако имаш воздух. Мислам дека ние во таа констелација имаме добри перформанси. Ние имаме перформанси затоа што се уште нашата почва, нашата земја, нашиот воздух, Водата. воопшто мислам, не сме дозволиле одлагање на било какви нуклеарни отпади. Се уште, иако нема пречиствателни станици, нашите води се и надземните, но и подземните големи ресурси во Кочанско, во Штипско, во делот од Гевгелијето до Иран. Имаме огромен воден потенцијал, во езерски потенцијал. Имаме огромни подземни ресурси, имаме огромни планински води. Имаме гори, имаме потенцијал кој што ретко која држава која што да речеме прифатила некакви спогодби, оти знаете, кога сте член од Европската Унија, некојаш ќе потпишете и дека ќе одлагате нуклеарен отпад кај вас. Не, мора и да се знаете придржува. дека е така, ќе примате мигранти, дека ќе давате толку и толку за оружје. И сега во тој контекст Македонија е во добра позиција и имаше пријатели што Македонија, ние кога дојдовме на власт, господин Керим беше во таа влада, прво отидовме кај сестринската партија ЦСУ, Баварската социјал-христијанска унија, со тогашниот председател на таа партија и премиер на Баварија Штојбер, кој што ни понуди веднаш огромна финансиска инекција од милиарда марки за поддршка на македонската влада и поддршка на нашиот европски пат. И го направи тоа он. Да. Конкретно во мојот пример тој го направи затоа што имаше нивни министр за земјоделие кој што ни помогна нас да ги решиме тие трговски бариери, да тргне нашиот агрокомплекс, да добиеме агрокод со европски жик. И тоа е нашиот пат. Штитејќи го националниот интерес, ако имаме блокади од други причини, еве билатерализација, кој што не е решливо, едноставно тоа не може да го решите, не се решило со векови, не може да го решите за еден ден. Вие можете како еве Украина што го прави тоа, да добиете финансиска инекција. Украина сега на последниот состанок пред неколку дена во Брисел доби нивната индустријски производи да бидат со европски жик, да се продаваат како да е може нешто такво за нас? Па може, ако може агрокодот наш, ако може македонското вино во одреден контингент да оди без царина, ако може нашата свежа дехидрирана смрзната продукција да оди без царини, со тој наш македонски агрокод може нашите фабрики за резервни делови. Ние имаме огромни добри фабрики за резервни делови да бидат третирани како со европскиот агрокод. Имаме машинска индустрија, имаме текстилна индустрија. Тој регион Штип, Астибо, знаете што беше Македонка, Герас Цунев, Тетекс. Може би сега во смален капацитет, но имаме шанси постепено, чекор по чекор, што е стратегијата на развојот на капитализмот, ум и ризик,
инвенција и предприемчивост, да тргнете вие да ги економски да јакнеете и да докажувате низ реформскиот процес во другите сфери. Дека сте подготвени дека сте подготвени, ние сме били подготвени, тврдам јас, и она што каже господин, ние сме били многу поподготвени од сите земји од Источниот пакт, од Источниот блок, од земјите на СЕФ и на Варшавскиот пакт, затоа што ние сме имале европски вредности, сме ги учеле тие вредности. Наши македонци раководиле со тие процеси горе во Белград, се вратиле тука во Македонија, работеле тука во Македонија, биле министри, биле на клучни позиции и ние можеме тој процес да го завршиме многу брзо, доколку на вистина нашиот предлог е многу клучен за сите европски и за сите други земји. Да се исклучи билатералниот билатералните проблеми. Билатералниот проблем, кога го ставите, ни една земја веќе нема да влезе во Европската унија. Па јас во овој контекст и за господинот Керим ке имам прашање. Вие го споменавте тоа да се исклучи билатералниот проблем, а зборува господинот Ѓурчев и за новиот светски поредок кој што се раѓа, за новите односи помеѓу Европската унија, Европа генерално и Соединетите американски држави, ако сакате и пошироко, каде ние да си го најдеме местото и како да стигнеме до нашата цел ЕУ. За да стигнеме до нашата цел, пак мораме да се вратиме на нашиот проблем. Појдомна точка секогаш треба да биде она што нас ни е проблем, пречка и не тишти. Во конкретниот случај, да го затвориме тој дел на темата, бидејќи господин Ѓорчев, мојот почитуван драг колега, многу убаво го објасни тоа од аспект на економската димензија и институционалната, вклучувајќи тоа дека ние имаме спогодба за стабилизација, асоциација, која сето тоа во втора фаза, која тоа го овозможува. Значи имаме отворени порти. Да, имаме правен основ, отворени порти. Тоа е многу важно. Но треба да го искористиме. Не, во однос на тактиката, видите, секогаш и во дипломатијата и во се друго и во политиката знаеме толку долго сме и двајцата инволвирани. Многу е важна и тактиката, начинот на кој аргументираш. Ти можеш да е најисправната работа на овој свет да ја имаш како свој став, меѓутоа ако лошо и погрешно тактички се поставиш, да, па за тоа ви зборувам. А денес ја морам ова да го употребам и ќе молам да се патентира за да не ми го земе некој, од сум навикнал на плагиатори да ми зимаат разни мои тези. Ја имам нова дефиниција. Диломатија. Диломатија? Да, диломатија се два збора. Како она дил-ориентед или нешто поинаку? Да, не од дил-ориентед, па да, дил е, се знае што значи зборот дил на англиски и дипломатијата се повеќе се претвара во диломатија. Тоа се гледа. Особено на Трамп администрацијата го наметнува тој курс и начин на... Но ние сме мотни за диломатија. Апсолутно, ние треба да се поставиме исто така и тактички во однос на ова прашање што нон-стоп се судираме со Европската унија околу тие пусти, да ги наречам билатерални прашања, може би треба ние да излеземе со некоја наша иницијатива, дипломатска, како тоа прашање, еве, например, и однос на Бугарија, да се реши, а при тоа да биде вин-вин позиција, значи и ние задоволни, и бугарската страна, и Европската унија. Мислам дека тоа можно, не е сега ни момент, ни место овде за тоа да зборувам и да елаборирам, меѓутоа треба да се седне, да се размисли добро. Има опции, има начини и тоа да се треба да има поддршка. Но поентата е поентата е да се покаже дека ние сме спремни, да, и дека не сме само позиција на одбрана и на опонирање. Иницијативност да биде, затоа што да нудиме решение. Да, затоа што дипломатијата две најлоши работи се, едната е да изиграваш калимеро, нон-стоп да се жалиш дека некој нешто ти направил, а втората е да пркосиш. Не можеш да пркосиш на тие големи играчи и сили, но со иницијативност, убав збор употреби Маријан, ти можеш превентивно многу притисоци кои си изложен да спречиш, второ да добиеш на време и трето да си го изложиш својот
интереси позиција на начин кој ќе биде прифатлив за другата страна. Тоа секогаш у дипломатијата има простор. Добро, веројатно. И сега да дојдеме на вашето прашање, да не излезе дека го прескокнувам. Апсолутно сведочиме на едно големо прегрупирање, престројување во глобални размери на сите актери. Од Америка, преку Русија, преку Кина, Европската Унија и, да не го заборавиме, така наречениот глобален југ, кој станува се поголем и поважен фактор и не треба воопшто се подценува. Иднината е нивна, да се разбереме, и демографски, и развојно. Мислите на Африка? Не само Африка, глобален југ е Јужна Америка, па видите, у БРИКС, да, Азија. гледајте кој членува во БРИКС, гледајте кој све се приклучува кон БРИКС, тоа се 20 земји, и по популација, и по млада популација, и по потенцијали енергетски, и минерали, и ресурси, и руди, све она што на денешниот, што е критично. Зашто се расправаат Кина и Америка? Еве сега ќе преговараат. Околу тие работи се расправаат. И Европската Унија кај падна? Европската Унија падна на елементарно прашање, не најде начин да ја усогласи геополитиката со геоекономијата. Не можеш ти геополитички се врзуваш за Америка, НАТО и безбедноста цела ја ставаш под тој чадор, а геоекономски се врзуваш за Русија, си правиш Nord Stream 1, Nord Stream 2 и мислиш дека тоа може едно со друго да се покрива и војната у Украина ти покажа дека тој концепт не функционира, напротив, стана контрапродуктивен и направи сериозни проблеми. И у односите меѓу Европска Унија и Америка, и у односите со Русија, и со... А апропо, тоа што го рековме преска, да го комплетираме, и Русија се согласува со ставот на Европска Унија дека треба да се преиспитаат односите меѓу Европската Унија и Русија, да одат на добро, значи да престане овој конфликт и да се продлабочува, туку да се састане и да се разговара и преговара. Путин лично тоа го кажа, се знае у Русија, кога ќе каже Путин нешто, значи дека тоа е усогласен став и цврст став на Руската Федерација и тој тоа отворено го кажа пред некој ден. Дали со ова сакате да кажете дека сте вие сега повеќе оптимист дека нема да има војна, бидејќи во последниот период постојано се зборува дека чукаат барабаните на војната во Европа. Дали ова отвара сега некои нови поглавја дека може побрзо да дојде до крај на овој конфликт или тоа пак не е поврзано на некој начин? Не, е поврзано со овој конфликт. Јас сум апсолутно приврзаник на тоа и го потпишав, впрочем, како член на Советот на председатели на Генералното собрание на Обединетите нации. На 8 и 9 април имавме заседание во Братислава, сите председатели и актуелниот председател на Генералното собрание. И Братиславската декларација апсолутно експлицитно кажува дека сме ние сите за дипломатско решение на прашањето на Украина. Гледате ли според ова што се случува сега на терен, изјавите што доаѓаат дека се поблиску до мир, до мировно решение? Па се зависи како ќе се заврши тие разговори во триаголникот Америка, Русија и Украина. Сега го потпишаа тој договор околу минералите, не само минералите. Но тоа говори дека тие ќе продолжат финансиската поддршка за Украина. За Украина, да, меѓутоа истовремено во друг сегмент. Меѓутоа значи пак води кон мировно решение, тоа ми беше директно. Да, меѓутоа многу е важно како американско-руските односи ќе се консолидираат, затоа што да не заборавиме Европа и Украина по мене неоправдано во еден дел се бунеа и протестираа кога седнаа русите и американците да разговараат, како да подзаборавија дека целата оваа каша попара, што би рекле ние у македонски сленг, почна преку недоразбирања и тензии меѓу Америка и Русија. Значи,
и Украина пред Крим и после Крим, Америка беше факторот кој ги туркаше работите натаму на кај конфликт, на кај војна. Сега се сменија работите, сега Америка седи и разговара со Русија и првото што го направија Рубио и целата група околу председателот Трамп беше да се консолидираат односите со Русија. Да ги решат меѓусобните недоразбирања, тензии, за да може да се разговара и во тој склоп да се реши и прашањето на Украина. Инаку, абсурдно е ти да решаваш прашање на Украина кога се спротиставени односите меѓу Америка и Русија до тие размери да русите во еден момент почнаа да се закануваат со употреба на тактички нуклеарни оружја. Ајде, нови гледаме има зачестени напади да жртви имаше и во Киев, нападот што беше, мислам, војната се продолжува на некој начин и покрај овие мировни напори. Господин Ѓурчев, дали сте вие оптимист дека? Јас сум оптимист во една, од моја голна гледање, во една пресечна точка. Светот не е стигна таму кај што треба да стигне, а не го напуштил тоа што бил. Значи, светското човештво многу пати прогресот не се бил по праволинijска линија, туку многу често скршнува во деструкции, во хаос, во овој момент е во хаос. Зошто се напушта еден поредок, униполарен поредок, кој што трае 35 години, од 90 година по распаѓањето на би рекол, биполарниот поредок помеѓу поранешниот Советски сојуз и западниот колективен запад со НАТО блокот и Варшавскиот блок. Од 90 година имаме таква ситуација кај што една сила, а тоа се знае, Соединетите американски држави, со неа секојаш голема Британија и Комонвелтот, Европската унија се разбира, Јапонија и Јужна Кореја. Тоа е централната сила која што, да речеме, промовираше либерална демократија, начин на однесување, вредности, кои што и ние како Македонија, како дел од тој свет, ние сме дел од тој свет, ние сме либерална демократија, ние сме повеќе плурален партиски систем, ние имаме слобода на пазарни законитости, контрола на тоа против монополски законитости, и во тој контекст тој свет западна во еден голем хаос. И грешката беше што добро господин Керим илоцираше уште од основниот договор од 1997 година меѓу Русија и Соединетите американски држави, постоеше клаузула за неделива безбедност, неделива светска безбедност. Не можете вие да барате цело време уште од договорот Кол Горбачов, потоа Елцин и Клинтон, да ветувате дека НАТО нема да се прошири во поранешните земји од Источната Европа, па тоа да го направите, па потоа се направи Советот Русија Америка после 11 септември за борба против меѓународен тероризам, и од 2003 година до 2021 година на сите безбедносни конференции еден би рекол став имаше од Русија: дајте да го ограничиме ширењето на Украина, на НАТО на територијата на Украина и Грузија. Зошто? Затоа што тоа е безбедносна граница, како што НАТО сака да има 100 воени бази од Пацификот, во сите земји од Источна Европа, во Балтичките земји, така и Русија сака неделива безбедност за своите територии. При тоа се оглушуваа западните лидери, се случи Минск и тука Европа направи најголемата грешка, затоа што гаранти на безбедносно решавање на кризата беа двата најголеми руски лидери. И на гаранции многу да не се надеваме. Оланд, големиот, односно францускиот председател Франсуа Оланд, и Ангела Меркел, канцеларот на Германија. Тие гарантираа дека Украина и Русија ќе се договорат за спорните прашања во Донбас и во тој дел во насока на решавање на малцинските права на руското јазично подрачје, елиминирање на тие украински граѓани кои што имаат руска етничка припадност, признавање на нивните права, човекови права и граѓански слободи, и решавање на проблемот на војната криза на границите Луганск, Донбас, Запорожје. Европа не мрдна со прст. Не мрдна со прст. Не покаже ни една иницијатива да го реши тој проблем. На правилен начин. Да укаже на Украина дека фобиите, русофобиите, негирање на руската култура, негирање на рускиот идентитет не може да допринесе за добро нешто. И почна санкции, почна трговски војни, и сега е потребен реформатор. Тој реформатор е Доналд Трамп.
Зошто е потребен реформатор? Како што бил потребен Кемал Мустафа Ататурк да го реформира османискиот джин, да го реформира во модерна вестфалска современа европска Турција, каде што меѓдисот е поек од муфтијата и од исламскиот од шеријетот, и като што, например, Мартин Лутер на црквата од Баден-Виртемберг го промовира протестантското движење. Овде кај нас веројатно надвор нема да се согласи со вас дека Трамп е, како рековте, реформатор. Некои смитаат дека тој што ги создава сите главоболки во моментот. Тој е реформатор во една насока. Тој покажува дека униполарниот свет заврши. Тој тука е реформатор. Тој го отвори диалогот со Русија. Тој го отвори диалогот со Народна република Кина. Ќе го отвори со Бразил. Ќе го отвори со Рамафоса во Јужна Африка. Ако вие сваќате дека постојат повеќе мултиполаритет постои во светот, вие мора да го респектирате Бразил, тоа е велесила. Јужна Африка, тоа е велесила. Тоа се ресурси, тоа е Кина, тоа е иако. Тоа е реформата кој што, разбира со сите недоследности кои што Трамп ќе ги нормално ќе има и огромни падови во билансирањето на позициите, разрушување на правилата на Светска трговска организација, поранешниот ГАТ, ќе има многу ломови во тоа, но кога едно општество умира, а се раѓа другото, вие мора да имате реформи. Значи не следува еден интересен, но тежок период. Шансата за Македонија е тука, ако земете, јас сега ќе завршам со тоа, како Македонија се случувало судбонесни работи за Македонија се случувало во виорни времења. Прва светска војна, Букурешт, распарчување на Македонија. Во лоша или во позитивна смисла? Распарчување на Македонија, во негативна. Во 44 година формирање на македонска држава. Во вакви времења, кога во виорни времења, со встав бранење на тоа што представува македонската држава, вие можете да се изборите за позиција во тој свет мултиполарен, кај што се почитуваат сите држави, мора да се почитуваат со мирољубива коегзистенција, она што беше на времето на евразаните, каде што сите и слабите и сиромашните заедно со богатите ќе мора да преговараат на една паритетна основа. Да, добро, да се секако ќе видиме како дали времето ќе ги потврди или демантира овие позиции, но како и да е, добро е кога се размислува во таа насока и ќе видиме веројатно процесите одат секако во таа насока. И за крајот емисијата, господине Келим, Оно што е познато во јавноста во изминатиот период, вашето име се споменуваше токму околу оној случај со паркираното Пежо на велосипедска патега. Од она што прочитав дека вие сте ја платиле казната, меѓутоа многу фама се крена. Секако знаете, кога се работи за луѓе од јавниот живот, политичкиот живот и така натаму, секогаш јавноста е на некој начин пречувствителна. Како вие од оваа перспектива гледате на тој случај? Требаше ли да се направи една таква грешка, ако може да се нарече тоа, или вие имате свое видување на тоа? Секако дека имам свое видување. Пред се мислам дека многу голема непотребна врева се дигна околу ништо, од едноставна причина што, како што и вие самите велите, јас сум свесен дека сум јавна личност, и како и секоја друга јавна личност, сметам дека треба да имам ист третман како и сите други граѓани, и тоа се испочитува во конкретниот случај. Јас ја платив казната за непрописно паркирање на шлеп службата, бидејќи се возилото се однесе кај железничка станица. Платив трошоците на полицијата, кои се исто така појави, значи онака како што налагаат прописите. Јас ги испочитував сите прописи и со тоа се заврши целата работа. А тоа што некои луѓе имаат потреба тенденциозно од таква една работа да прават, да ја надуваат, да ги трујат социјалните мрежи со дезинформации. Сопругот на претседателката на состанок, како што беше веќе објавено во јавноста, може би тоа причината, па јавноста тука е посензитивна. Па не знам зашто би било проблематично што сум бил со сопругот на претседателката, ние бевме на... Добро, имаше тука информации, кој реагирал, дали да се крене, да имаше разни видеа. Да, па тоа се дезинформации, не се информации. Полицаецот влезе да праша чие возилото, тоа е најнормално, зашто дојдо да го дигнат возилото, а стои пред локалот. Јас кажав дека е моје возилото и им реков да си постапат според позитивните прописи, такви како што се секој граѓанин. И тука немаше, ќе требаше да се дигне голема галама и гужва да кажев не може, не давам
ни паук да го зима возилото, ни полиција да интервенира, тогаш ќе беше на место таква реакција и расправи и да се постави прашање дали има ваков или онаков третман. Меѓутоа, ништо од тоа не се случи, туку најнормално постапката си се спроведе како што треба, како што е за секој граѓанин, а тоа кој со кого седи во време на приватна работа, тоа не е работа за со јавноста. Но како да, ова беше добра прилика прв пат после тој настан, да кажам, сте во јавноста, па и да ја слушне вашата страна. Ви благодарам многу, господин Ѓурчев, и на вам, господин Керим, што бевте дел од вечерашното издание на Самовистина. Се надеваме во некоја следна прилика. Почитувани, ви благодарам и вам што не следевте, останете со Канал 5.